Деновите на медиумска писменост, да, завршуваат полека на сигурно, но ова е процес кој трае и токму затоа треба да говориме гласно. Дигитализацијата не сопира, имаме многу предности кои таа ги носи, но од друга страна и негативни страни доколку не знаеме добро да ги користиме алатките и доколку не знаеме да препознаваме што е добро за нас. Следното линковско вклучување ни од Штип, колешката Славица Величковска, Факултетот за образовни науки при УГД, работи на развивање на вештиника и студентите за пристап до различни форми за медиумски содржини, способност за критична анализа, но и вештини за продукција на медиумски содржини. Славица, добро утро. Медиумската писменост се изучува во основните училишта во деленска настава како изборен предмет. Меѓутоа се изучува и на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев. На оваа тема утринава разговарам со професор Кирил Барбареев. Добро утро. Прво прашање, колку се писмени, медиумски писмени студентите на Факултетот за образовни науки? Па добро, тоа е прашање кое што во изминатите 10-15 години навистина е отворено како едно од приоритетните прашања не само на студентите, туку и на општата јавност, а факултетот се обидува таа тема да ја третира стручно од аспект на големите предизвици кои што ги предизвикуваат дигитализацијата и нејзините секојдневни притисоци врз квалитетот на животот на сегашните и на идните генерации. Од тој аспект таа тема станува многу важна. Станува важна и за широката јавност, бидејќи преку образованието, всушност смислата е да се едуцираат генерации кои што ќе бидат тие подготвени и компетентни за да може да ги едуцираат следните генерации за она што е тоа што се случува со дигитализацијата која што создава навистина на одредени моменти многу позитивни ефекти, но од друга страна се случуваат и многу негативни последици по животот на младите луѓе. Медиумски писмени треба, рековте, да бидеме сите, меѓутоа оваа старосна група, студентите, предпоставувам дека се и целна група на сите оние кои подметнуваат, односно шират дезинформации, бидејќи тие се главните корисници на социјалните мрежи, на интернетот како основен извор или доминантен извор на информации. Свесни ли се вашите студенти дека колкава е потребата да бидат медиумски писмени, прво како што кажавте се заштитат себе, а потоа и да ги едуцираат младите? Се трудиме и се обидуваме како институција задолжена за образование на наставници тоа прашање да го третираме соодветно и стручно и нашиот факултет се труди тоа да го прави имаме две цели тука. Првата цел е прво тие да бидат медиумски описменети, а во основата на медиумската писменост е всушност медиумската педагогија, која што ги допира граничните области како што се социопедагошки, социополитички, социокултуролошки, бидејќи информациите кои што ги добиваме дневно од различни извори, од цело глобален свет се под огромно влијание на тоа колку се тие точни, колку се релевантни, како да знам дека тоа е важно за мене. Тоа е едната цел, а втората цел е како методски, како дидактички, како педагошки да се подготвуваат идните воспитувачи и наставници за реализација на програмата на медиумска писменост преку воспитно-образовниот систем. И кај нас тоа е воведено уште од првото одделение, крос-курикуларно се учи како подрачје преку македонски јазик, преку мајчин јазик, а понатаму продлабочен учење преку другите области. Бидејќи медиумската писменост значи како ја да се заштитам во делот на дигиталните комуникации кои што ги имам со сите институции, со банката, со мојот имејл на кој што може да ми стигнат разни информации од различни места. Така да тоа станува многу сериозно прашање и многу важно за идните генерации. Тоа не е само што треба да се учи преку еден предмет или преку два предмети, туку треба да се учи и преку сите предмети кои што ја допираат таа потреба на идните генерации. Факултетот за образовни науки е вклучен и во еден поширок проект за соработка со други универзитети токму на овој план за споделување на позитивни и негативни искуства и нели повеќе прирачници, повеќе литература, вклучени се активно и студентите и вие како наставен кадар. Кои се резултатите, што може да научиме од оние што посериозно си ја сватили и порано си ја фатиле оваа работа?
Па, резултатите се доста позитивни, затоа што факултетот преку разни проекти на УСАИД, на Институтот за комуникацијски студии, таа мрежа на медиуми се труди и споделува искуства на земји кои што тоа веќе повеќе години знаат многу подобро да го прават, па ги следат тие тенденции на образовни политики. Постојано имаме контакти со колеги од Хрватска, од Словенија, од разни европски земји кои што веќе ја поставили и регулативата и процесот, значи го работат тоа многу по-мултидисциплинарно, многу повеќе се освестени и во локалната средина и на општествено поглобално ниво за темата на медиумска писменост. И тоа не е само тема на образовните институции, туку тоа е тема и на медиумите, тоа е тема на локалните политики, тема на секоја институција која што на некој начин е поврзана со комуникацијата и со информациите кои што се случуваат на дневно ниво, кои што се толку важни. Во изминатиот период едно истражување во Хрватска покажува дека во моментот најзанемарената структура се возрастните луѓе. Луѓето над 65-70 години кои што имат потреба да научат да бидат медиумски, како да комуницираат со своите пријатели, со своите роднини надвор од земјата, како да ги користат тие апликации. Така да медиумската писменост станува многу доминантна тема и многу важна за сите нас во општеството, не само за нас како образовни институции. Потреба е за сите генерации, посебно верувам дека ќе изнедрите од овде генерации на наставници и професори кои ќе се носат сериозно со овој предизвик и да ја користат целата оваа технологија во едукативни цели и да ги учат малите како треба правилно да се користи. Благодарам за одвоеното време. Благодарам на поканата. Студиото тоа беше се во второто линковско вклучување од ШТИП. Верувам дека дел од советите кои ги сподели професорот ќе имаат добро влијание за сите нас кои користиме социјални медиуми и интернет. Славица, благодариме. Многу убаво кажа Славица, сите ние кои користиме социјални медиуми и интернет, тоа значи дека и ние новинарите не сме поштедени од лажните вести и многу треба да бидеме внимателни што пишуваме, што говориме и што како информација презентираме на гледачите, слушателите, читателите.